направиме културно-информативниот центар во Босилово. Ке го направиме центарот за рурален туризам во Моноспитово. Во сите населени места ќе направиме уште многу проекти. Слушам пред некој ден тука биле некои од кандидатите за градоначалници од другите политички партии. За Штука рекле дека добро се гледа дека градоначалникот направил, затоа што никој не може да го негира тоа што е направено. Меѓутоа, вика, слушаме од извори блиски до него дека во наредниот мандат тој во Штука нема да прави ништо. Нивниот стил е таков, да лажат, да манипулираат. Јас од овде најодговорно ви тврдам. Иако Штука можеби доби најмногу во овој мандат, бидејќи Штука беше едно од најзапоставените села во општина Босилово и затоа повеќе проекти беа тука насочени, Штука не може и нема да биде запоставена и во наредните 4 години. Во Штука ќе изреализираме уште многу проекти. Ќе направиме мост веднаш до објектот, до етнокултурниот центар. Ќе направиме друг мост на каналот за наводнување на патот према Секирник. Ќе направиме уште еден мост доле на реката во Малата, кај Мечовци, мислам ја викате. Да. И таму ќе им ставиме и улично тие денови, бидејќи во Штука изгледа остана уште таму уличното да се направи. Друго, она што ги мачи граѓаните на Штука, кога зборуваме за рудникот, кој после неколку години треба да се отвори. Сега пред малку тоа го разговаравме и со пријателите кога седевме, зошто Штука не се спомнува кога се спомнува рудникот. Јас од овде ви ветувам дека ќе разговарам со главните менаџери на фирмата Euromax Resources, за да може и Штука понатаму официјално да ја има во името кога се спомнува рудникот на Euromax Resources, кој се наоѓа на ридот кој е над Штука. Штука е село кое е распространето и некако од некој од граѓаните вика, бе, градоначалниче, ти многу вика обрна внимание на центарот, еве таму чешмата ја направи со помош на финансиски средства од луѓето од рудникот. Другото што го направивме, ви кажа, веќе со помош на Швајцарската развојна агенција од буџетот на општина Босилово. Ама вика, некако го запостави другиот дел на Штука. Мојот одговор тогаш е, знаете што, општина Босилово има 16 населени места заедно со Хамзали како најмало населено место. Јас како одговорен градоначалник, како одговорен човек пред се, морам да водам сметка за сите населени места, секаде да се изреализираат по неколку проекти, она што им е најпотребно луѓето. Јас знам дека Штука има и друг дел, таму на раскрсницата. Меѓутоа, од овде цврсто ви ветувам, дека во овој мандат, што вие со вашите гласови ќе ми го возможите, јас во Штука ќе направам уште еден мал центар, каде ќе има и поплочување, каде што ќе има и настрешница да седат децата и луѓето кога чекаат такси или кога чекаат автобус, и ќе ставиме нов слој на асфалтот таму на тој центар. И уште многу мали и ситни проекти ќе има и за Штука. Ќе има мали и ситни проекти кои значат многу. Можеби не значи многу и не е голем трошок да се нацртат 2 знамења на трансформаторот, меѓутоа тоа личи и требало некој да го направи. Е тоа го направи ВМРО ДПМН, тоа го направи ПЈАС, тоа го направи Советот, тоа го направи општинската администрација.